Апостолски дела, 11 глава. Апостолите и браќата во Јудеја слушнаа дека незнабожците го примиле Словото Божјо. И кога Петар влезе во Ерусалим, обрезаните што беа со него го укорија, велејќи: Ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. А Петар почна да им расправа за се поред, велејќи: Јас бев во градот Јопија и додека се молев, во занес догледав видение. Од небото слегуваше некаков сад, како некој платниште, врзано за 4 краишта, и дојде дури до мене. Откако погледна во него и го разгледав, видов 4 ножни земни животни, зверови, влекачи и птици небески. И чув глас што ми зборуваше: Стани, Петре, заколи и јади. Јас пак реков: Не, Господи, зашто ништо погано или нечисто никогаш не влегло во устата моја. А гласот од небото повторно проговори и рече: Она што Бог го очистил, ти не го сметај за погано. Тоа се повтори 3 пати и пак се крена на небото. И ете, во тој час застанаа 3 луѓе испратени кај мене од Кесарија, а духот ми рече да појдам со нив, без двоумење. Со мене дојдоа и овие 6 браќа, и влеговме во куќата на оној човек. Тој ни раскажа како видел ангел во куќата своја, кој застанал и му рекол: Прати во Јопија луѓе и повика го Симон, наречен Петар. Тој ќе ти каже зборови преку кои ќе бидеш спасен ти и целиот твој дом. И кога почнав јас да зборувам, над нив слезе Духот Свети, како и над нас во почетокот. Тогаш се сетив на зборовите Господови: Јовен крштеваше со вода, а вие ќе бидете крстени со Дух Свети. Ако Бог им даде еднаков дар како и нам, кои поверувавме во Господа Исус Христос, тогаш кој сум јас да му спротиставам на Бога? Откако го изслушаа тоа, тие се успокоија и го прославуваа Бога, велејќи: Значи и на незнабожците Бог им даде покаяние за живот. А оние што се беа распрснале поради гонењето до кое дојде по убиството на Стефан, стигнаа се до Феникија, Кипар и Антиохија и никому не му го проповедаа словото освен на јудејците. А некои од нив, кипрани и киринејци, штом пристигнаа во Антиохија, почнаа да им проповедаат и на елините, навестувајќи го Евангелието на Господ Исус. И раката Господова беше со нив, та голем број луѓе поверуваа и се обратија кон Господа. Веста за тоа дојде до ушите на црквата Ерусалимска и тогаш го испратија Варнава да оди во Антиохија. А тој, кога пристигна, ја виде благодатта Господова, се зарадува и ги бодреше сите да пребиваат во Господ со непоколебливо срце. Тој беше добар човек, исполнет со Дух Свети и вера, и значително мноштво луѓе се припои кон Господ. Потоа Варнава тргна за Тарс да го бара Савле. И кога го најде, го доведе во Антиохија. И цела година тие се собираа во црквата и поучуваа големо мноштво луѓе. Во Антиохија за прв пат ги нарекува учениците христијани. А во тоа време слегоа од Ерусалим во Антиохија некои пророци, и еден од нив по име Агав предскажа преку Духот дека по целата вселена ќе настане голем глад. И токму таква голема глад настана во времето на царот Клавдиј. Тогаш учениците решија секој колку што има да испрати за подкрепа на браќата што живееа во Јудеја. Тоа го направија така што го пратија собраното до старешините преку Варнава и Савле.